Македонската полиција неодамно откри терористичка група со основа на идеолошката матрица на познатата терористичка организација ИСИС. Групата, која била составена од 4 лица, планирала напади на јавни и цивилни објекти за време на новогодишните и божигните празници. Се работи за групи кои се доста способни, имаат познавање од правење на импровизирани експлозивни направи, вели и Злате Димовски, професор по тероризам. Кои што знаат да употребуваат оружје, кои што се во функција на веќе изградени ставови на онаа поделба на ние и тие, понатаму веќе точно знаат како треба да реализираат активности, во долг временски период се подготвуваат, прават подготовки за извршување на одреден акт, согласно добиените инструкции. Додава дека терористички ќелии од типот на замрзнати ќелии се уште постојат. Мене не ме плаши толку замрзнатоста на ќелиите, меѓутоа ме плаши многу повеќе нивната моќ за индоктринација, односно за привлекување на нови членови, ширење на нивната идеологија, понатаму радикализација на одредени лица, вклучување постепено во некакви си програми за нивна обука и покасно создавање на можности за евентуално нивно регрутирање за потребите на терористичките организации. Павле Трајанов, национален координатор за спречување на насилен екстремизам и борба против тероризам, вели дека иако земјава има ниско ниво на загрозеност од можни терористички акти, никогаш докли не може да се утврди дека такво нешто не може да се случи. Дали има повторни такви случаи, сигурно дека ќе има рефлексиите од Сирија, војната во Газа, во Украина, сето тоа се рефлектира тука, може да има соодветно влијание, но овој процес ќе трае и никош не може никој да гарантира дека не може да се појави радикализам, екстремизам и така натаму. Трајанов смирува дека службите имали искуство во справување со вакви појави и од засега не се очекува загрозување на безбедноста. Вели дека немаат информации за други вакви групи кои делуваат на територијата на државата. Сепак, земајќи го во предвид бројот на лица кои од земјата заминале во странски војски, претпоставките се дека уште има такви лица, вели професорот Димовски. Некој од нив веќе издржа и казна затвор во државата. Меѓутоа и нови лица каде што тие веќе успеале да ги индоктринираат, да ги придобијат за тие цели, но и лица кои што можеби доста поконспиративно на одреден начин стигнале до таа идеолошка матрица, успеале да пенетрираат во нивните едноставно редови, не можеби физички, него дефинитивно по одредени канали, и сега се успева да се врши таа радикализација која што покасно може да предизвика одреден степен на насилен екстремизам, меѓутоа сето тоа да води кон тероризам. Трајанов вели дека Северна Македонија презема најригорозни мерки за спречување на насилен екстремизам и тероризам. Клучно е за Македонија сега и клучно тоа што имаме, словно кажано, етнонационализам кој што го поттикнуваат политичките партии. Тука е клучниот проблем и на тоа работиме, затоа погласно зборуваме за сите овие состојби со цел да се одвратат политичките партии да речеме го поттикнуваат национализма, тоа значи да спречиме можна радикализација по етничка основа. Инаку во последниот случај, првоосомничениот формирал повеќе групи на социјалната мрежа Телеграм, во кој што споделувал претходно набавен и преведен пропаганден материјал од ИСИС и регрутирал нови членови со обидот да набави огнено оружје, набава или упатства за изработка на импровизирани експлозивни направи, кои што потоа требало да ги искористи за извршување на терористичките напади. За Гласот на Америка, Мики Трајковски.